Здраво дечки, уште сега да се извинам ако премногу мижам во епизодава сега, тоа е така бидејќи не очекував дека ќе имаме едно вакво убаво сонце во овој период од годинава, после целата магла што ќе видите за кратко. Но она што сакам да го кажам за оваа епизода е дека ова е најдобриот кинески автомобил до сега кој што сум го возел и тоа го сметам од повеќе причини, но ајде да започнам вака. Ќе започнам малку нетипично за мене од клучот, бидејќи има толку многу детали, односно овој бренд има внимавано на толку многу детали на целиот автомобил, па дури и на самиот клуч кој што изгледа како еден убав моден детал. Второ е самото име Lynk & Co, кој што дополнително само го дополнува овој муавет, сега што ви го кажам дека толку многу внимавале на детали, бидејќи како кинески модел нема некои чудни долги имиња кои што не можеме да ги научиме ние тука во Европа. И Lynk & Co многу лесно влегува во глава, што е супер и потсетува као нека модно дизајнерска куќа, мислам толку убаво звучи името. Lynk & Co 01, ова што денес го имам на тест, е стварно фантастичен автомобил. Па ќе кажам, можеби, не можеби, туку сигурно е најдобриот кинески автомобил до сега што сум го возел, бидејќи во поглед на дизајн, во поглед на сите можни перформанси кои што ги има, квалитетна изработка, буквално како да го разглобиме, Lynk & Co 01 фантастичен. Можеби дел од вас знаат, можеби дел од вас не знаат дека Lynk & Co е во групација заедно со Geely, кој што неодамно го возев, а Geely и целата нивна корпорација се сопственици на Volvo, што значи дека исто како кај Coolrail, така и тука ја имат искористено целата технологија на Volvo, но кој Lynk & Co дополнително, бидејќи Lynk & Co е соработка од шведска компанија и кинеска компанија, што значи дека сите шведски инженери и дизајнери се вклучени во тоталната изработка на ова возило, целото склопување е направено во Кина. Е сега, конкретно за дизајн, искрено, оставам на вас вие да ми кажете што мислите, за мене е многу убаво возило, особено со оваа боја, баш вака како што е идеално. Дури и овие светла знам дека на голем дел од вас можеби ќе им треба време да ги навикнат, но искрено за мене се многу убави бидејќи ме потсетуваат на одредени модели на Ферари и Масерати, што дополнително само дава причина зошто ова возило го сметам и во една друга категорија, во малку повисока средна класа, оди веќе сигурно оди кон премиум класата. Тоа малце подоцна ќе озбориме внатре, а тука ќе се задржа малце на предната маска, баш кај светла, бидејќи вака изгледа како да се тие главните светла, всушност доле под оваа плава линија се главните средно и долго светло, кои што се убаво скриени во целата маска, да вака на прв поглед и да не можете приметите дека станува збор за светла. Второ, плавите елементи, како што кажав напред, исто така ги има и тука на бандажите и странично оваа плава линија, кој што убаво го надополнува целиот дизајн, бидејќи станува збор за плагин хибрид, па плавата линија има значење и за соработката помеѓу Шведска и Кина, но и да надополнува дека станува збор за хибридно возило, односно плагин хибрид. Така да сега се префрлам внатре за и таму да ви ги покажам сите тие детали мали кои што внимавале за да изгледа толку добро и за да биде ова најдобриот кинески автомобил. Сега ќе почнам вака, бидејќи стварно сакам да ви го покажам целиот интериер убаво како што треба да го видите, бидејќи Lynk & Co стварно внимавале на секој можен детал и она што е интересно и она што е добро и она што ретко се случува кај многу европски брендови, што убавиот квалитетна изработка напред го има и позади. Ќе дојдам до тоа. Напред тука имаме 12,7 инчен екран кој што е супер фантастичен, одлична графика, одлична респонзивност, како што можете да видите, многу добро функционира екранот, можете многу лесно да го поврзете со Apple Android или односно Android Auto и Apple CarPlay и нема никакви проблеми дали безжично или со кабелче, можете на двата начини да си го поврзете телефонот и стварно функционира фантастично. Тука пред возачот има 12,3 инчен екран кој што е стварно со истата графика, истата резолуција како и овој голем екран тука, ги имате сите потребни информации кои што ви се потребни. Она што е интересно што можете целата навигација од тука да префрлите на овој екран и да не ви пречи, односно да не им пречи на другите патници кога сакаат нешто друго да чепкаат низ екранот, а вас да ви остане навигацијата онака како што ви треба. Друга работа, ми се допаѓаат копчињата тука што се ставени на овие тркалца од клима уредот и можете лесно да прилагодите се што ви
ви треба. Дополнително на тоа, на долниот дел од екранот се оставени некои информации од климата, како греачи на седишта, како температура, дали сакате да биде кај совозачот или возачот бидејќи двозонска климата, греачи на волан, многу одлично функционира, плюс ако заглавите некаде низ менито, не знам, стиснете нешто, за да се вратите назад само на ова home button се притиска еднаш и ве враќа веднаш на почетната опција, се скрола исто како телефон. Мислам, многу добар систем, да не го фалам премногу. Одлични системи, одлично функционираат. Она што е интересно кај камерата, тоа што и можете да се одберете и со оваа камера тука внатре, како што гледате и сега, да снима назад и да се направите селфи слика, ако сакате, нели. Или можете да се одберете од надвор и да гледате што се случува околу возилото. Одлична графика, значи фантастична графика на сликаве и во секој момент знаете што се случува околу вас. Сега, околу другите работи, мора да потенцирам дека Lynk & Co направиле фантастична работа во поглед на искористеноста на сите материјали, бидејќи на одредени места да има подцврста пластика, на таа пластика направена со една интересна графика, дали пример оваа тука доле, кој што има една графика, па подоцна тука околу менувачот е втора, па тука горе имаме една трета и овде најгоре, кој што by the way ова е мека пластика или гума, но има како змиска кожа. И таа змиска кожа продолжува тука на страниците и позади, и истиве материјали како што се тука продолжуваат и позади, што значи кај што и да пипнете е убав материјал, што и да мрднете вака е стварно квалитетно црсто сработено и е се убаво осмислено. Екранот е со убав агол кон возачот, за можете да гледате, но исто така и кон совозачот. Тука имаме еден простор за телефонот кој што исто така е бежичен полнач. Овде имаме две остави за шишиња. Под наслонот за раката имаме мало остава со два USB порта, едниот USB Type-C, другиот USB Type-A и 12 волтен приклучок за струја и плюс овој наслон се движи напред-назад за однака како што вази одговара. Тркалца, како што кажав, ги имаме и тука, многу квалитетни се овие рачки тука за отварање, убав материјал, пластика е, мислам, но убав квалитет на изработка. Ми се свија што копчево го поставиле тука за фиоката се отвори, кој што инаку има клима исто така во неа. Убаво седење, сега околу седењето, морам да кажам дека една критика што возачкото седиште е со електрично подесување, совозачкото е мануелно. Би сакал искрено и двете седишта да бидат електрично подесиви, но можете да се наместите баш онака како што вас ви одговара, да легнете убаво, да си го кренете овој дел тука нагоре за да се наместите како што сакате, бидејќи ретко кој го нуди тоа и убаво када седнувате. Сега друга работа што ми пречи искрено, што воланот има подесување нагоре надоле и под лабина, но би сакал степен 2 да можам малку поубаво се наместам за да можам да го гледам екранот како што треба, но не е така страшно искрено. Можете убаво се наместите, јас висински сакам пониско да седам, а пак да ми биде прегледно. Од друга страна мора да потенцирам дека имаме Infinity 10 звучници кои што имаат феноменален звук. Многу се расприкажав, ама многу вреди се каже за Lynk & Co. Сега ова како што кажав е квалитетно тука, сега ќе се префрлам позади за да ви го покажам и таму. И сега тука на задниот дел како што кажав, истите материјали, истата квалитетна изработка од напред има тука позади. Стварно многу убаво, што и да пипнете, што и да чепнете, е убаво квалитетно сработено и една огромна пофалба за Lynk & Co. Браво, луѓе, браво. Оно што не го кажав напред, а ќе го кажам тука, а може би го приметувате веќе со овие плави детали кои што ги има на секаде, нормално да одговара на сите работи од надвор, но искрено е многу убаво, едни убави ситни детали кои што само го прават да се истакне, а дополнително на седиштава мора да кажам дека овој материјал е од рециклиран најлон, што е супер, бидејќи нели еколошко се движиме кон тој правец да ги рециклираме работите, и тоа е супер бидејќи
убави материјали, искрено седиштава се стварно убави, материјалот е интересен, лесно гледам дека се чисти, што е супер. Ова змиска кожа, како што кажав, има и тука позади, стварно убаво е. Дополнително на тоа што гледате имам одличен простор за нозете, што е фантастично. Нормално сам ова седиште е малку бутното нанапред ради камерата за да можете да ме видите убаво, но еве го возачкото седиште кој што е некаде на оваа далечина и пак има доволно простор за нозете, можам да си ги бутнам и под седиштето, што е супер. За главата гледате веќе дека имам и повеќе од доволно, и тоа што без разлика имаме панорама горе, убав видик и убав простор за главата. Од практичност тука имаме на закачалка што е супер. Убави седишта, спортски се предниве седишта и повторно имам малце простор да гледам напред, но како да е, тука убаво се седи, убави се седиштата. Сега имаме на замерка на средниот дел, тука малце има една као грбка да кажам, и од двете седишта од страна има малку за да се добие поубаво седиште тука на овие две места. Средниот дел има претрпено мали измени, односно подобро, меко е, издигнато е, ама е меко, што не го чекав тоа, но од друга страна тунелот доле не е преширок, можам да ги ставам нозете покрај него и да има простор за двајцата патници од страна, а може малце ги закосите и горе да ги поставите. Добро, може да се седи, но јас искрено не би сакал на подолг период да седам тука. Инаку имаме два USB порта, доле исто Type-C и Type-A како што беа напред, и да, наслон за раката со две остави за шишење, што е супер, искрено многу убаво. Океј, да го видиме сешто багажниот простор, да видиме дали има доволно багажен простор за 4 члено семејство да отиде некаде на пат. 466 литри багажен капацитет, што да бидеме реални се сосема доволни за било кое 4 члено семејство или за било кој друг што ќе го вози ова возило. Имате една завеса која што можете се трнете во било кој момент. Она што е интересно е што во стандарден пакет ја добивате оваа гумена патосница тука, која што е идеална за вакво влажно време. Добро, денес имам сонце, но за овој период од годината е стварно фантастична. Инаку под оваа даска тука имаме голема дополнителна остава и тука имаме полнач, односно кабел, кој што исто така доаѓа стандардно со Link & Co. Кој што можете видите, оваа ивица тука со браникот е совршено рамно, што е супер за товарење и истоварање на потежок багаж. Закачалки нема, но куки има, што е супер, и тоа е убав квалитет на куките, доста добар квалитет. Имаме тука една мала остава со 12 волтен приклучок за струја и отворањето и затварањето на оваа врата е електрично. Тоа е вака за овие работи од практичноста за Link & Co 01, а сега ќе почнеме и да го возиме. Сето ова што ви го кажав од надвор, како изгледа, што се нуди, каква опрема има, колку е тоа добро сработено, практичност, комфорт, се на дополнето со возењето, со вожњата, само го потврдува оно што јас го кажав, дека ова е најдобриот кинески автомобил што до сега сум го возел, бидејќи стварно на крајот на денот кој ќе го извозите, сваќате дека не е ни битно дали станува збор за кинески автомобил, шведски, дали е во соработка, дали користи вакви технологии, такви технологии, дали амерички или било која друга европска земја, стварно не е битно, бидејќи како продукт е толку многу добро сработен, толку е многу квалитетен, што не ви е ни битно од каде потекнува. И така и треба и да биде, бидејќи Link & Co стварно вреди за секој денар кој што треба го платите. Цената инаку изнесува 46.900 евра, тоа е редовната цена, додека имаме во моментов акциска цена како стартна цена за овој бренд како нов во Македонија, тоа е 39.990 евра, плюс доплата има за бојата од 960 евра, што изнесува некаде околу 47 и нешто илјади, што искрено ќе кажам дека е многу реална цена и се исплаќа. Можеби ќе кажете, скапо, нели, трошоци, скап животен стандард и се, но реално оваа цена е многу добра, бидејќи сите технологии кои што ги има се од Volvo,
Ако можеби сте гледале до сега со ние безбедносни тестови, краш тестови кои што ги прават на Lincoln Co 01 е со фрлањето на контейнери, дирање на возило од страна, буквално малтретирање и кршење на возилово максимално, само се докаже колку е тоа цврсто и квалитетно сработено, како што и Volvo сака да ги произведува возилата нивни. Така да целата таа цврстина и безбедност што ја нуди, цената ги оправдува сите тие работи и во поглед на конкуренција кој ќе видиме што се нуди и што нудат другите од конкуренција. Стварно Lincoln Co е многу добар продукт за таа цена, стварно многу добар продукт. Да им треба уште некои ситници да ги поправат, пример ме нервира таму зашто овие штепови од кожата не се во линија со вратата, тука се, таму не се. Тоа ме нервира искрено, тоа е мојата болест, но искрено како возило квалитетно сработено и малку им треба да се напредат за да стигнат до премиум сегментот и таму да газат. Таму буквално да газат. Они веќе во оваа висока средна класа мислам дека се број 1 и не само што е најдоброто кинеско возило што сум го возел, туку и едно од подобрите во глобала кој што сум ги имал искусено до сега. Инаку во поглед на перформансите го имаме 1,5 3 цилиндра бензински мотор, надополнет, како што кажав, со електромоторот бидејќи плагин и заедно произведуваат 260 конски сили, што се стварно перформанси фантастични, сосема доволни. Не очекувајте дека со овие перформанси ќе се тркате, немате ни таква потреба, но се стварно фантастични, сосема доволни за било што и да ви треба, но има интересен момент што тука преку Drive модот можете да се одберете не Comfort Sport и Eco, туку имате Pure, чисто електрично, да имате хайбрид како сега да возите на двата комбинирано на двата режима и да возите Power кај што имате максимално моќ. И во сите три различни режими имам стварно разлика во перформансите, што и така и треба да биде. Кога возите на струја имате некаде опсек околу 70, реални 70 км во градски услови, на отворено некој процент помалку, што е нормално, бидејќи на отворено нормално и малку електричните возила повеќе трошат, но 70 км за градски услови се и повеќе од доволни, бидејќи реално кој поминува 70 км во град, освен ако не си као таксист да треба возиш нонстоп наваму или натаму, што 70 км, пак ја кажам, се сосема доволни. Инаку, во поглед на потрошувачка, кога се комбинирани двата мотори, они кажуваат дека потрошувачката е некаде околу 2 литра комбинирано. Реално мене ми се покажа некаде околу 4 литра, што е фантастично, може се спушта тај и пониско, бидејќи кога го возам чисто на бензински, као сега што ми е истрошена максимално батеријата, иако не возам чисто на бензин, ќе ви кажам и зошто, но кога возите чисто на бензин, потрошувачката се движи некаде од 6,5 до 9, зависи како го притискате и нормално како се разработува моторот, така и паѓа потрошувачката. Сега кога е вака како и сега истрошена батеријата, со самото возење, со самото кочење и плюс ако го ставам во Б за дополнително да ми регенерира енергија, во тој случај ми надополнува некој процент. Не може да се наполни цела батеријата, ниту пак пола, но може да добиете некој процент на струја, иако сега јас возам на струја, иако ми пишува 0, немам километри на струја да возам, ништо не ми дава, едноставно возам на струја бидејќи сум надополнил некој процент, што е супер. Особено бидејќи живеам па во Сопиштето е место на водно, па имам големи угорнени и удолнени, па надоле кога се спуштам надополнувам и поголем процент, па имам и повеќе струја да возам низ град. И плюс ако го полните дома, тогаш ќе ви искочи и доста поевтино, бидејќи 70 км би ве чинеле некаде околу 100 денари од прилика горе-доле, додека ако го полните на полначи не е голема разликата, но е нешто поскапо. Инаку нешто што ми се допаѓа кај Lincoln Co 01, што има еден момент околу возачково искуство, пробувам цело време да најдам како да го објаснам тоа и не можам да го објаснам поинаку од комфортна крутост. Под комфортна крутост сметам дека убаво, цврсто, компактно е се тука внатре,
но повторно ми е меко, убаво. Не е да се растрескам цело и да истресам некој камен од бубрек, нито ми биде стресно возењето, туку убаво, меко, комфортно возење, но повторно е цврсто, ги имам сите и имам целата контрола над возилото. Убаво ми е, го имам тој спортски филинг, а да не ми биде стресно. На тоа сметам комфортна крутост, што имам убава контрола над воланот, секој пат знам што се случува со тркалата, иако би сакал уште еден степен плюс да ми биде по-добра комуникацијата со тркалата, но искрено за секојдневно возило, за возачи кои што и нема толку многу се замарат околу овој сегмент, е фантастично. Сега имам и една критика да кажам, се измачив, многу се измачив за да најдам некој негативен момент околу Lynk & Co, но еве најдов една работа која што би сакал да променам, тоа е конкретно околу кочницата. Имам малку поголема луфта на кочење, ми треба малку подолг период да одам длабоко со кочницата за да закочам. Мислам дека тоа може да биде малку осетливо да кажам, но од друга страна па морам да ги пофалам Lynk & Co конкретно за кочницата, бидејќи кога станува збор за ваков режим со два различни мотори, као тука плагин хибрид, кога се кочи, бидејќи правите регенерација, се добива до едно малку бунење и некој пат кочницата знае да биде преагресивна, па да пушти, пак да закочи. Тука се случи еден интересен момент, што тоа е апсолутно избегнато и го немам тоа негативно чувство. Баш е убаво линеарно се направено околу кочницата, да морам да ги пофалам. За дополнителна регенерација имате опција на менувача да ставите во Б и со секој отпуштање на педалата за газ, тој автоматски почнува да кочи и регенерира, не закочува максимално, туку треба да притиснете вие на педалата за максимално да закочите целосно, но па интересно е повлекува кочницата и ја спрема во еден момент за кој ќе почнете да притискате да веднаш да кочи, што е супер, го избегнува тој момент на таа луфта што ја кажав до пред малку. Инаку тука имаме 7 степен автоматски менувач кој што е фантастичен и со моторот работат перфектно. Многу интересно, станува збор за 3 цилиндра мотор, но во ниту еден момент нема да почувствувате толку добра изолација има, но и толку е добар моторот што нема да почувствувате ниту еднаш дека станува збор за 3 цилиндра, ниту во поглед на перформанси, ниту во поглед на вибрации, така да многу добар мотор, а менувачот ги менува толку брзиниот као путар да ви едноставно прекомфорно возењето тука. Така да се на секој ќе го склопам, кој ќе соберам, кој ќе сумирам, Lynk & Co 01 е многу добро возило. Пак ја кажам дека цената, мислам дека му е сосема издржана и сосема вреди за секој еден денар, за секој едно евро, бидејќи е во секој поглед многу добро возило, многу малци им треба да биде премиум автомобил, но и во оваа висока средна класа е стварно фантастичен. Не знам што мислите вие за Lynk & Co 01, чекам да ми пишете во коментар. И секако се гледаме наскоро со нови видеа, а наскоро ќе имаме и еден нов модел од Lynk & Co 01, не е 01, еден нов модел, така да останете со нас, направете subscribe, пишете у коментар и се гледаме наскоро со новите видеа. Чао!